Благодарам, председателки. Со овој амандман предлагам да се обезбедат 200.000 евра од буџетот за изработка на студија за валоризација на планината Кожув. Таква студија е неопходна за покренување на постапка за прогласување на Кожув за национален парк, а исто така неопходно е и Кожув да се прогласи за национален парк, затоа што таа планина е национално богатство која во изминатите 10 години континуирано е под напад на поединични профитери кои по цена на уништување на Кожув сакаат дебело да профитираат, и за тие такви профитери од власта секогаш има слух, а од другата страна има народ и јавен интерес и за нив баш нема многу слух, а ситуацијата е таква што тие профитери се бројат на прсти, а од другата страна има народ, и дека е тоа така, ќе ви потврдам со примерот од референдумот кој што се одржа во 2017 година на територија на општина Гевгелија за заштита на Кожув. Тогаш излезеноста на тој референдум беше 69%, а од излезените 99% беа за заштита на Кожув. Секој политички чинител не може ни на сон да си замисли да има ваква поддршка, и таа е многу јасна порака од народот. Не знам дали може да ви ја доловам важноста и големината на ова прашање, но заштита на Кожув е многу поголема од онаа љубовна и фатална врска меѓу власта и капиталот, и дека Кожув не е локална тема, туку е национална тема и национален проблем. Нападот на Кожув е национален проблем. Се покажа ова лето, кога имаше 2,5 месеци, 72 дена непрекината блокада на Кожув, на која имаше луѓе од сите страни на Македонија. Летово Кожув се штитеше од профитери кои сакаа на најчистата река од државата Дошница да направат 2 мали хидроцентрали и да ја уништат реката, и затоа мислам дека време е власта по прашањето на заштита на Кожув конечно да ја одбере правата страна. Таа е страната за одбрана на Кожув, а не е страната за профитерите. Затоа барам овој амандман да биде прифатен. Благодарам.